Дали Страсбург ќе ги потопи најголемиот број од предметите кои ги отвори СЈО? Ова прашање се повеќе се поставува откако Европскиот суд за човекови права донесе одлука да решава по жалбите на обвинетите во случаите на сегавите згаснатото обвинителство на Катица Јанева. Доколку се следи сегашната пракса во одлучувањето на судот во Страсбург, големи се шансите да бидат прифатени жалбите на функционерите од пранешната власт, меѓу кои Никола Груевски, Милјана Киевски, Гордан Јанкуловски и Сашо Мијалков. Дека обвиненијата на СЈО ќе имаат сопка во судот за човекови права, уште пред една година предупредуваше и универзитетскиот професор од правниот факултет Гордан Калајџиев. Тогаш во својата анализа напиша дека судот веќе има донесена одлука по сличен случај во полза на лицата кои се жалат, посочувајќи го случајот Лекса против Словачка. Овој случај е сериозен проблем на кој предметите на СЈО допрва ќе наидат во Страсбург. Критична била околноста дека помилувањето било законито, а повлекувањето воопшто не било предвидено со уставот на Словачка. Судот сугерира дека во таков случај кривичната постапка требала да биде запрена, а предметот да се смета за рес јудиката. Дека предметите на СЈО ги очекува неизвестна судбина, предупредуваше професорката по уставно право Тања Каракамишева. Еднаш дадена аболиција или помилување од председателот на државата не може да биде повлечена, поништена, укината или на кој било друг начин тргната од правниот промет. Тоа многу добро го знаат експертите по меѓународно кривично право, врховните судии на Грција, но и македонските професори по казнено право, кои во своите учебници ова го имат многу убаво објаснето, но за жал не сакаат да го кажат во јавност. Дека Страсбург отворил постапка за аболицијата на Иванов, потврдува и министерот за правда Бојан Маричиќ. Она што е точно е дека пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург, одредени лица обвинети или осудени во постапките на поранешното СЈО почнаа постапка со која ги проблематизираат тековните судски постапки во Македонија од аспект на аболициите на Иванов. Дел од предметите за кои ќе одлучува Европскиот суд за човекови права се завршени, дел пак се при крај, а за нив имаше аболиција од страна на екс-председателот Ѓорѓе Иванов. Тој ја повлече одлуката за аболиција, но голем дел од адвокатите и правните експерти и тогашно и сега велат дека еднаш дадена аболиција не може да биде поништена.